Затоа денес ќе ја завршам Павловата проповед, која што мораше да почека 2-3 недели пред да ја продолжиме неја, заради знаците на времето во Калифорнија. Кај мене знаците на времето имаат предност. Ако се случи некој битен настан, кој што значи исполнување на библиски пророштва, тој има предност за проповед. Ќе отвориме во Дела на апостолите 22 глава, каде што започнува Павловиот говор во храмот, значи пред толпата, масата фанатизирани евреи кои што само неколку минути предходно сакаа да го растргнат. Буквално така, значи. И единствено благодарение на римската стража, која што го уапсила Павла, а го уапсила затоа што нивниот заповедник имал погрешно мислење дека Павле бил некој си египетски бунтовник, револуционер, кој што направил гужва или метеж или неред, бунт, па го уапси Павле, а на тој начин всушност го заштити. Под римска стража бил заштитен од толпата негови сонародници кои што сакаа да го растргнат. Но апостол Павле, немајќи страх, како што рековме, бил бестрашен до овој момент, значи до враќањето во Ерусалим, имал толку многу насобрани искуства од своите мисионски патувања, толку многу ќотек изедено, каменување, тепање со стап, затвори и така натаму, сигурно некој камшик, да мислам дека и тоа го споменува, во сите тие ќотеци, што немал никаков страв повеќе. Од шо страв? Да те каменуваат до смрт и пак жив и здрав да станеш, по Божја волја и по Божјо чудо и една коска да не ти фали. Затоа побарал дозвола, секога значи малку заштитен од римските војници, побарал дозвола од заповедникот, од стотникот, да му се обрати на народот, на толпата. Посакал да им одржи говор. И ова ќе биде една од многоте библиски проповеди кои што ќе биде прекината. Значи, Павловата проповед ќе биде прекината. Како што беа некои од нив и предходно прекинувани, и како што беше еден Христов говор во синагогата исто така прекинат. И еве како почнува Павле: мажи, браќа и татковци. Им се обраќа значи евреите на арамејски јазик, кој што Лука тука го нарекува еврејски, во по 40 стих од претходната глава. И сега вториот стих исто: ако го слушнаа дека им зборува на еврејски јазик, иако е арамејскиот во прашање, уште повеќе замолкнаа, значи малку ги привлекол со јазикот, тогаш што рече: јас сум јудеец, родом од Тарс Киликиски, но воспитан во овој град кај нозете Гамалијулови, он е познат рабен, нели, кој што даде совет во Ерусалим. Што им даде совет на Синедрионот, се сеќавате? Ако е ова дело, христијанството од Бога, што и да правите, нема да може да го спречите. А ако не е од Бога, тоаш не се секирете, само по себе ќе пропадне. Кај тој Гамалијел, апостол Павле, односно младиот Шаул, бил воспитуван и учен пред да стане еврејски рабин самиот, а потоа дури да стигне до многу висока позиција во еврејското општество, да стане член на Синедрионот. Значи, Савле од Тарс, пред 30-та година од животот бил член на Синедрионот. Веројатно бил оженет и имал дете, затоа што не можел да биде било кој член во Синедрионот ако не го исполнувал тој еврејски услов.
сите членови на Синедрионот морале да бидат оженети и да бидат татковци, да бидат родители. Затоа велам веројатно, иако е тоа случај, веројатно сите негови се откажале од него штом станал христијанин. Може да се замисли како тоа изгледа, бидејќи ако ги погледнете муслиманите, што ќе се случи ако еден муслиман, имавме еден таков случај во Чаир пред 20 години, реши да стане христијанин. Што ќе се случи? Како ќе реагираат неговите? Ќе сакаат главата да му ја исеча. Тоа баш ќе поминат тие процедури. Но ете, решил човекот, ќе го следам Христа, ако треба и во смрт. Каква е исламската, арапската култура, која што ја наследија и турците и албанците кај нас, такви се и евреите. Нема голема разлика. Иста култура. Сега, Павле сака да ги подсети на тоа кој бил тој и што бил, на која висока позиција се наоѓал во еврејското општество и од сето тоа, зошто се откажал од сето тоа? Зошто се откажал од таа позиција? Кој будала би се откажал од релативно највисоката позиција што може да ја достигне во општеството? Гледаме како реагираат пратениците во Скопје, кога е во прашање интерес, личниот интерес. Таква е човечката природа. Зверот затоа знае да управува со нив, односно да ги влече на шаховската табла, бидејќи зверот одлично ја познава човечката природа, одлично. Само комуњарите не ја разбираат човечката природа и си проповедаа бајки дека луѓето може да живеат без војска, без полиција, без држава, ама сите ќе живееле сложно. И тоа со атеизам плюс. Со ваква човечка природа, полна со страсти и со грев, и плюс без Бог, ќе граделе совршено општество. Која будалаштина. Зошто апостол Павле се откажал од таа висока позиција, член на Синедрионот, на избраниот народ? Тоа сака да им го долови на своите сонародници, да разберат дека постои нешто повисоко од земскиот интерес. И нешто што е од вечна вредност. И затоа вели, поучен кај носите Гамалијелови, поучен точно според законот на татковците и ревнител за Бога, како што сте и вие сите денес. Зашто евреите сакаат да му скинат главата? Од ревност за Бога сакаат да му скинат главата. Од ревност за законот, бидејќи беа наострени против него, заради сите тие гласини дека овој проповеда против законот, овој го осквернува светото место, храмот, воведува грци во него, овој проповеда против законот, против храмот, против целиот јудаизам. Замислите сега една муслиманска толпа, пред една фанатизирана толпа, да речеме, да посочите кон некого со прсти, да речете, браќа, овој зборува против Аллах, против Мухамед, против се борете. Како ќе реагираат? Исто како евреи. Се ви правам споредба од нешто што ви е познато, за да разберете какви биле евреите во првиот век. Голем ревнител таков бил самиот Павле. Им пишува на римјаните, сведочам дека имаат ревност за Бога, но не по разумот. Неразумна, фанатизирана ревност. Таков бил и самиот Павле, затоа и бил гонител на црквата.
од таква ревност, од што ревнувал за Бога, како прорече Христос на своите ученици. Ке дојде време кога мнозина, кои што ќе ве гонат, ќе ве убиваат, ќе ве исклучуваат од синагогите, тоа ќе го прават зошто? Од каква побуда? Мислејќи дека на тој начин на Бога му служат. Значи, тоа ќе го прават од ревност, од убедување дека на Бога му вршат служба на тој начин, вршат богоугодно дело, со тоа што ги гонат и ги убиваат еретиците. И сега апостол Павле продолжува и вели, малку поописно кажува каков ревнител бил тој без разум, кога бил и тој без разум, како и повеќето негови сонародници. До смрт ги гонев јас приврзаниците на тоа учење, значи на Христовото, врзувајки и предавајки во затвор и мажи и жени. Затоа може да посведочи првосвещеникот и целото старешинство. Од нив примав и писма за браќата и одев во Дамаск, да ги доведам во Ерусалим и оние кои беа таму врзани, за да бидат казнети. Сето ова сега им го рекапитулира, а во таа толпа имало луѓе кои што навистина го познавале од неговата младост и знаеле дека сето ова е точно. Се повикал и на првосвещеникот со кој што лично се познавал, исто така. И сега зашто го кажува сето ова? Значи јас бев бетер од вас, некако вас, бетер од вас. И сега да разберете што е тоа што ме промени. Зошто не сум повеќе таков? Што се случи? Што може да се случи? Но кога бев на пат и наближив кон Дамаск, околу Пладне, одеднаш од небото ме осветли силна светлина. Сега го кажува своето лично искуство, ово се вика сведоштво, го кажува оно што самиот го доживеал. Силна светлина од небото, толку силна што паднал на земја. Јас паднав на земја и слушнав глас, кој ми зборуваше: Савле, Савле, зошто ме гониш? Од небото доаѓа тој глас. Од таа силна светлина, многу посилна од сончевата. Јас пак одговорив: кој си ти, Господи? Односно, Господине. А тој ми рече: јас сум Исус од Назарет, кого ти го гониш. Много интересно. Оние кои беа со мене ја видеа светлината и се уплашија. Но гласот на оно кој ме зборуваше не го слушна. Че гласот бил наменет само за Павла. Што значи гласот се формирал во мозокот на апостол Павле, во центарот за слух, не поминувал низ ушите и не го бранувал воздухот. Другите не го чуја тој глас. Само Павле го слушнал Божиот глас во тој мој. Тогаш реков: што да правам, Господи? Можеме се замислиме како се чувствувал во тој момент. Мислејќи дека на Бога му вршиш служба и одеднаш да те тресне Господ на земја и одеднаш да сватиш дека всушност војуваш против Него, мислејќи дека на Него му вршиш служба, одеднаш да ти се случи нешто, да сватиш, да се свестиш дека всушност војуваш против Него. И како тоа изгледа? Сте доживеле такво нешто? Сте имали вакво искуство, барем приближно, мислејќи дека на Бога му вршите служба и да се случи нешто што одеднаш така ќе ве освести, да сватите дека всушност сте војувале против Него.
дека сте биле непријател, всушност. А претходно мислите дека на Бога му вршите служба. Каква е таа заблуда, колку силна може да биде. Мислам дека не постои поголема заблуда од вакво нешто. Правите нешто од религиозна ревност, мислејќи дека на Бога му вршите служба со тоа, а всушност не знаете дека војувате против Бога. Како што гледаме денес, тоа се случува и со мнозина адвентисти, со мнозина христијани претходно во минатото. Да не зборуваме за католичката црква, инквизицијата и така натаму. Павле во таа тешка збунетост прашува: што да правам, Господи? Сега не знам што да прави. Целосно парализирам сега. Што да правам сега? А Господ ни рече: стани и оди во Дамаск, и таму ќе ти биде речено се што ти е одредено да правиш. 11 стих вели: и бидејќи од болскотот на таа светлина не можев да гледам, значи ослепел моментално, ме поведоа за рака оние кои беа со мене и така ме одведоа во Дамаск, влегоа во градот. Најстариот град на светот кој што ден денес постои како град е Дамаск. И беше многу актуелен минативе години до сега и веројатно се уште ќе биде актуелен, бидејќи зверот не мирува. Апостол Павле слеп влегува во Дамаск и продолжува и вели: и некој си Ананија, маж благочестив според законот. Значи, бил христијанин, еврејски христијанин, кој што сите еврејски христијани го почитувале законот и се трудиле да живеат според законот, да го држат законот, како нешто што од секојаш го почитували и пред да станат христијани. Се разбира, со Христовата вера добиле посилен мотив за послушност кон Божиот закон. Така е опишан и овој Ананија, благочестив човек според законот, со добро име меѓу сите јудејци во Дамаск. Дојде кај мене, застане и ми рече: брате Савле, прогледај. И јас во тој миг прогледав и погледнав кон него. Тој ми рече: Бог на нашите татковци те определил да ја познаеш неговата волја, да го видиш праведникот и да слушнеш глас од устата негова. А од кај го знаел Ананија се тоа? Ако читате во 9 глава самиот извештај за Павловото обратување, ќе видите дека и Ананија примил видение од Господа за да биде вака подготвен. Инаку да не беше видението, да не е Духот Свети, да не е шо? Кој си бе ти? И уште повеќе не, ако го препозна како гонителот на црквата. Значи, уште пред да стапне Павле кај него ќе гледаше да го напусти својот дом. Но Ананија примил инструкции директно од Светиот Дух и вели: зашто ќе му бидеш сведок пред сите луѓе за оно што си видел и слушнал. И сега зошто се задржуваш? Стани, крсти се и очисти ги гревовите своји, повикувајќи го името на Господ Исус. А кога се врати во Иерусалим, продолжува Павле сега во својот говор, и се молев во храмот, токму кога бев во занес. Значи, овој збор занес. Павле примил
имал видение тука од Господа во Ерусалимскиот храм, веќе како крстен христијанин, го видов како ми вели: побрзај, излези од Ерусалим поскоро, зашто нема да го примат твоето сведоштво за мене. Нема да ти веруваат евреите. Јас пак одговорив: Господи, тие знаат дека јас ги затворав и биев по синагогите оние кои веруваа во Тебе, и кога се проливаше крвта на Стефан, Твојот сведок, таму стоев и јас, и го одобрував неговото убиство, пазејќи ги алиштата на оние што го убиваа. Својот зборови Павле се повикува на својот поранешен авторитет, што го имал како јудеец кој што ги гонел христијаните. Значи, ако јас, кој што ги гонев христијаните, кој што бев на толку висока позиција во еврејското општество, ако јас сега се појавам и во Синедрионот, и кај другите евреи, и им го кажам ова искуство, па тие ќе мора да ми поверуваат. Како? Значи, јас бев Хитлер за христијаните, и сега одеднаш христијанин. Како е тоа можно? Мора да ми поверуваат. Но Господ имал друг план со него. Тој му вели нема, толку биле закоравени Христовите непријатели во Ерусалим, начело со првосвещеникот и Синедрионот. Толку биле закоравени начело со Кајафа, што па Господ заре малку чуда направи, па не поверува. Кога беше на земјата, па воскресна, па не поверува. Колко може да биде закоравен? Да не даде Господ да му се случи некому таква состојба. Толку закоравен во злото, чуда да гледаш да се случуваат пред твои очи и да бидеш повторно непријател. Не е заслепен, затоа што он како ѓаволот, он ја знае Божјата слава, но се определил за вечност, се определил да биде на страната на злото и на гревот. Тоа е сатанизам. Сатанизам. И ми рече: оди, јас те праќам далеку. Значи, не биде тука, не се врте околу Ерусалим. И ден денес е интересен Ерусалим. Но не се врти кон Ерусалим. Ерусалим во главном го исполнуваат безбожници најмногу и ден денес, кои што не веруваат во Христа, без оглед дали се муслимани или евреи. Но иако Ерусалим е интересен и ќе биде интересен до крајот на светот, Павле имал мисија од Бога дадена да проповеда кај незнабожците. Многу убаво ако ја најдете, ако ја имате книгата на Елена Вајт, Дела на апостолите, и најдете оваа глава, каде што Павле го држи овој говор, многу убаво, со поубави детали, Елена Вајт го опишува сето ова. И во моментов кога во 21 стих, кога ги кажува овие зборови, Господ му вели: јас те праќам далеку кај незнабожците, се сеќавам, Елена Вајт вели дека до тој момент, 22 стих и Библијата вели: и се до овој збор тие го слуша. Елена Вајт вели дека го слуша со голем интерес. И молча, замисля тој джгај што сакаше да го растргне пред малку, со голем интерес и сите молкум го слуша до овој момент кој ги спомна повторно незнабожците. Но потоа го издигнаа гласот свој и почнаа да викаат: тргни го од земјата таков, тој не треба да живее. Значи, во овој момент збесна. Зошто збесна? Затоа што ги спомна незнабожците. Евреите имале толку голема омраза кон незнабожците, како и незнабожците што имаат омраза кон, како и ден денес Грција што ги мразат евреите, евреите ги мразат грците и така натаму. Што до тој момент со интерес го слушаат,
Но кога ги спомна незнабожците како оние кои што Господ сака и нив да ги спаси, и дори го праќа него со мисија нив да ги спасува, овие збеснуваат од не болна, не знам како да ја наречам, толку тешка љубомора, евреите толку ги мразеле незнабожците што не сакале тие да се спасат. Значи, сакам да цркнеш, да пропаднеш, да не се спасиш. Не е ни чудо што не се ни трудале да спасуваат незнабожци. Тие биле кучињата, се сеќават. За кучињата нема спасение. Затоа во тој момент Павловата проповед е прекината. Во безповторно повикуваат да биде фатен и убиен, ликвидиран. Понатаму текстот вели, и бидејќи тие вревеа, според овој превод, мафтаа со лиштата своји, та креваа прав во воздухот. Замислите каква сцена е ова. Прашина кренеле. Како галопирачки коњи. Толку биле бесни, толку скокале, тропале со своите нозе, се крена прашина во воздухот. Заповедникот нареди да го водат во тврдината и порача да го испитуваат со камшикување, за да дознае зошто така викаат против него. Еле тука објаснува, бидејќи заповедникот не го разбирал арамејскиот јазик, че римејите тука, војниците тука стоеле и со се заповедникот и тие за време на Павловиот говор го слушале, се до тоа не го разбирале. И што видоа како толпата повторно се разбеснува, повторно наредува заповедникот да биде улепсен Павле и во тврдината, значи да биде испрашуван со камшикување, за да разбере што се случило, што кажал и што е тоа што толку ги разбеснило. Всушност, заповедникот помислил, веројатно не верувајќи многу на претходниот муабет од 21-та глава, сепак Павле да не ги повикал, да не повикал толпата во бунт против римската власт. Го помислил тоа повторно. И затоа наредил Павле да биде испрашуван со камшикување. Како се брани Павле во тој момент? Како што се одбрани и во Филипи, и во Македонија. Зарем вие дозволено да камшикувате римски граѓанин и тоа без пресуда? Според римското право, римскиот граѓанин не смел да биде камшикуван. Дури да биде криминалец, дури да биде осуден од суд, не смел да биде камшикуван. Павле се повикува на своето римско граѓанство, за да не биде подложен на камшикување. Кога го слушна тоа стотникот, отиде да го извести заповедникот, па му рече, што мислиш да правиш? Овој човек е римски граѓанин. Тогаш заповедникот се приближи до него и рече, кажи ми, римски граѓанин ли си ти? Тој одговори, да. А заповедникот рече, тоа граѓанско право јас сум го стекнал за многу големи пари. Самиот заповедник, за да го добие римското граѓанство, тој статус кој што го немале сите слободни луѓе, туку било привилегија, требало да се платат многу големи пари за да се добие тој статус. Деновиве ме подсети се една мисла. Гледав едно интервју на YouTube, каде што беше откриено дека кога балканските политичари, ќе видите на телевизија некој балкански политичар и овие тукашни, како биле на молитвениот појадок, да речеме, во Белата куќа. И сега нашите медиуми тоа го пренесуваат како демек американски претседател ги покранал демек за да бијат таму. Не. Значи еден инсайдер открива информација дека сите овие платиле тешки пари за да добијат влезница и да отидат. И сега и било кој граѓанин обичен
било кој обичен граѓанин, можете и вие, значи. Ако платите, појдете во амбасада, во американската амбасада, ако платите тешки пари, не знам колку, ќе добиете влезница за следниот молитвен појадок да биете таму со Трамп на маса, да речеме, да се поздравите со него, со сите останати и да појадувате заедно со него. Еве како се изразилија балканските политичари, а они сакаат народ да мисли дека се поканети таму. Да. Апостол Павле вели дека бил роден, а јас сум се родил како таков, роден во Тарс, кој што сите жители на Тарс, веќе Тарс уживал таков статус, сите жители на Тарс пораѓани автоматски станувале римски граѓани. И веднаш отстапија од него оние кои сакаат да го испитуваат, а заповедникот кога дозна дека тој римски граѓанин се уплаши, зашто го беше врзал, не смело и да биде врзан римскиот граѓанин. И на тој начин Павле се спасува и од римјаните, а претходно и од побеснетите своји сонародници. И ќе го прочитам уште само 30-тиот стих, со кој што завршува главата. На вториот ден, кога сакаше да дознае зашто всушност го обвинуваат јудејците, го ослободи од оковите и заповеда да дојдат првосвещениците и целиот нивен Синедрион, па да го доведе долу Павле и го испрати пред нив. Односно, го исправи пред нив и сега Павле во следната глава ќе биде суден, но под римска заштита се уште, под римската стража, но ќе биде суден од членовите на Синедрионот. Значи, пак највисокиот еврејски суд да му суди, како што вели Елена Вајд во незината книга Дела на апостолите, сега на Павла требало да му суди истиот оној суд, чијто член бил самиот тој пред неговото обратување. Затоа, ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме некојаш понатаму. Ќе видиме кога, може би во наредната година. Нека му е фала и слава на Господа.